година. Добро. Надвор од мериот структура, така што вие припаѓате. Не припаѓам. Каде што сум повикан. Каде што се повикан. Значи немојте да ми ставате етикета, стигматизација, бидејќи ја немам ништо со мериот. Добро. Мериот беше само една замка да не извлечат сите таму. Ќе го објаснеме, да. Значи, има одредена структура на луѓе кои не припаѓаат кон мериот, но се стари ВМРовски структури. Добро. Кои биле дел на власта на Никола Груевски, кои биле критизери на Никола Груевски и така натаму, кои би требало да направат, тоа говорам за лани март месец, април, да направат преврат во ВМРО ДПМН. Добро. Организирана е таа средба, се чека доаѓање на Митко Јанчев, после Митко Јанчев не се појавува. Сум чул за тоа. Подоцна е награден со втор мандат градоначалник на општина Кавадарци. Така. Значи тоа Никола Груевски го менаџира и организира. Кој не е вратен од старите кадри на ВМРО ДПМН? Никола Тодоров кој отиде кај Никола Груевски во Будимпешта да преговара за смена на Христијан Мицкоски. А него го наместија. Он малку се пресмета погрешно. По мене он мислеше дека Грујо и Мицко не се во контакт, а тоа не е точно. Они си се во секојдневен контакт и се координираат и всушност представуваат еден ист интерес. Значи сите што се лојални, Да. се наградени и вратени во игра, вклучително и кумот Ставре. Земете го, Зупна Ставрески. земете го Маријан Ѓорчев. Каква смешна, гротескна фигура овдека се брукаше пред вас. Земете го него. Точно ли е дека ја ви кажав, извлечете еден интелектуалец да јас се излажав. Да, Чи пак се излажав. Пак се излажав затоа што он овде ја тргуваше оваа емисија за да станел специјален стратегиски советник со измислени функции ги купува кога да имаат IQ од 35, но всушност имаат неограничена желба за власт да се дограбат до последно, да живеат на грбот на овој народ и се продават како патшаври ефтино. Значи, за жал. Така беше. Не дека пред 2 години, после враќање на Маријан Ѓорчев од Софија, амбасадорската функција во Бугарија, а вие сте биле близок, нели, со Маријан Ѓорчев, вие бевте на негова страна 2003, односно 2004. Во Охрид гласав за него на конгресот, на конгресот кога избра Никола Груевски, против кандидат му е Маријан Ѓорчев. И беше поканет Маријан Ѓорчев. И главен оперативец му беше на тој конгрес овој со винаријата од Штип, што го спомнавте во емисијата што сега биле скарани. Да. Главен оперативец. Тоа никогаш не ми остана јасно. А го става директор на агенција за вино. Зошто тој човек му беше главен советник и како тој човек направи таква пенетрација во бизнис средините. Ископи 2014. Бетон Штип. Да, Ископи 2014. Еден од тие што ги пријавуваат Боки 13. И сега сите се прават они Боки 13 дека не се познаваат меѓу себе. Да, скарани се. Не се знаеме, скарани сме. И сега Маријан Ѓорчев не е бугарофил. А 20 години беше бугарофил. 8 дена. И со доста рака под рака, ама зошто лажат? 8 дена. Значи, јас ако сум бугарофил, Васко, ја ќе ти кажам, јас сум бугарофил. Требаше тоа книгата на Маријан Ѓорчев да ја донесите. Па таа книга може да се најде со поезијата. Требаше јас да ја донесам книгата. Па ќе се најде книгата. Азбуки на Антонио Милошевски. Па и Антонио. Да, што пишав книга, а сега антички. Сега 16 краки сонца вадат. Сонца вадат. Да. Се вратиме на Антонио. Тоа е мизеријата на живењето. Вие, значи, таму се штрекувале со глад, ама сте јаделе сендвичи од импера, така вика Александар Деневски. Ајде да ви кажам како стојат реално работи. Дали штрекувавте со глад, јадејќи, значи, вие сте биле усвари сендвич штрекувачи. Така е. Коректно прашање. Еве што се деси. Антонио се разболе третиот ден, викна брза помош и излези, од тоа се направи фама дека му паднало. Ја мислам дека да. Фингирано е. Да. Го паднал шеќерот. Нешто као го собра, наносила, го однесла и така натаму. Тоа потврдувам дека најверојатно било организирано од Диневски или некои негови структури. Сега, тоа е третиот ден. Четвртиот ден навечер мене ми доаѓа панкерот. И ми вика дојди да јадеш. Кумот на Христијан Мицкоски. Кумот на кумот, значи тоа се цревата, така се врзани. Така се врзани. И од ми вика дојди да јадеш. Викам како да јадам? А штрекувате со глад? Па викам штрек со глад. И ми вика не се прави будала бе, само ти не јадеш. Сите јадеме. Кај јадете бе? У импера. И не само у импера, у штабот јаде ноќе. Ти отида у штабот. Потврдувам и признавам и мислам дека судот на историјата е побитен од све друго,
да после четвртиот ден изворно знам дека ноќе се јадеш, дење не јаде. Може јадел некои дења, не знам. Петровски подоцна се по денески користена формулација се продаде Филип Петровски. За функцијата. А он толку ли многу зборел за мене? Да, едно 2 минути. Добро. За функцијата прв човек или председател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Нека вие сте ставиле подпис за смена на Доста Димовска. Точно. И на седница на извршени на централен комитет. Вие го повлекувате подписот со образложение дека не сте знаеле што сте подпишале. Не е така. Не се извинувам, само да кажам. Ајде. Па пред македонските медиуми сте излегли и сте рекле дека сте близнак во хороскоп и бидејќи сте близнак во хороскоп, може да имате и два става. Едниот став да ја браните, а другиот став да барате оставка на Доста Димовска. Дали се испазаривте, дали ја продавте приказната смена на Доста Димовска за функцијата председател на Унија на млади сили. Не, тоа не е поврзано. На ВМРО ДПМН. Тоа не е поврзано. Тоа не е поврзано едно со друго. Добро. Вака се случи. И има живи луѓе, фала му на Бога, може да потврдат, може да се дискутира. Најубаво е да се организираат дуели. Вакви работи се зборуваат у присуство, не у отсуство. Бидејќи јас сум спремен исто ова и на Диневски, и на Маријан Ѓорчев, и на сите све на куп да им соверам уживо. Ако имат храброст да излезат, ама немаат. Толку му замерате на Маријан Ѓорчев, гледа Маријан Ѓорчев го спомнувате многу. Па да, затоа што лаже. Што е лаж го обичен. Глуми дека е некоја милозвучен лик. Лаж го е, најобичен лаж го е. 7 дена после првата емисија, тој стана специјален советник на Христијан Мицкоски. Да, па ја тргуваше емисија. 2 дена после втората емисија, тој беше промотор, стратегија и доктрина на ВМРО ДПМН. А сега после третата што ќе промовира? Сега после третата председателски кандидат. Требаше да го викнат у Слупчане да го промовира. Да го промовира. Нема став на ВМРО ДПМН за Слупчане. Да се вратиме на тие 97 година, па можеме и за Слупчане. И за може да и не е коректно ВМРО ги викаме, ДПМН треба ги викаме, го бербатат името ВМРО. Значи, таа вечер кај мене дојде во станот снајпер со список. Утре дента требаше се одржи или задутре централен, Змејко реши иксио да удрат на Доста, тоа беше борба за превласт, кој ќе стане главно доминантен околу Љупчо. И они дојдоа кај мене дома и ми рече стај го подписот. Ја немав како да не го ставам подписот. Че не ме оставаше, не ми дозволуваше да не го ставам. Стај го подписот, тргнува кола низ Македонија, ќе се собираат подписи, ќе ја рушиме Доста. И во тој бран, отидоа Соколов, Змејко, вртеа кругови, може би и Лаци, собраа 54 подписи од централниот. Лаци е братот на Змејко. Почина минатата година. Почина. Бог да го прости. Значи, они собраа 54 подписи. Меѓутоа, веќе вечерта, Љупчо знаеше, бидејќи му бев шеф на кабинет, ја му кажа, вака и вака се деси. Ти е шеф на кабинет на Љупчо Ѓорѓеси? Да. И значи, ја му кажа, викам, дојдоа луѓе околу мене. Мислам дека инсталацијата што се направи, Димитар Димовски му беше шеф на Змејко, као генсек, а ја му бев шеф на Љупчо. Беше идејата преку УМС они да завладеат со контролата околу просторот околу Љупчо, да знаат точно што кој како. Меѓутоа има еден проблем. Ја верував дека Љупчо треба да биде лидер на ВМРО. И тогаш кога Љупчо дозна, требаше да има утредента извршен навечер, па сабота да има централен во градско собрание ги правевме. Љупчо го откажа извршниот. Значи, 5 сат поплане, 7 сат беше, ја ги известував луѓето, ги викав на извршен, ми се јави ми рече, откажи го извршниот. Ја му викам, јас сум сам у штабот, нема никој. Не знам што да правам, бидејќи беше страшно, наоружани луѓе идеја во штабот. Значи, не беше тоа, кај си, што си, таму малку фалеше да има пресметка од посериозни размери. Ја викам, ја не знам што да правам, дека сам сум у штабот. Вика, откажи го извршниот, и ќе идеме директно на централен. Му викам, па како ќе го правиме тоа? Вика, некој сака да јаде ќотек, утре ќе јаде ќотек. Тоа се зборови на Љупчо. Значи, кога кажал нешто, како што го кажал, сакам пред историјата да остане. Не ми интересира како ќе се коментира дневно политички. Ова се историски разврски. И он не дозволи Љупчо утредента да се усвои предлогот на Змејко со тие 54. Имаше 6 сата расправи. Го викнаа од Куманово. Лаци дојде со некои таму тепачи од Змејко. Од Куманово дојде, ги организираше Драган Даравелски, Мујо со екипата, починатиот командант Мујо дојде, застана на врата, настана кошкање, Љупчо
Издржа, рече некој ќе јаде ќутек и ќе јаде ќутек, и овие на крај стана и си отидоа. И така ја оформија нивната партија, така си отиде Снајпер, така си отиде Димитар Димовски глумец, кој што му беше тогаш зет на Змејко. Се забавljаше со керка му на Змејко. На Борис Змејковски. Да. И така беа они врзани. Они кога си отидоа, настана празнина у УМС. Така дојдов јас. Не сум тргувал со никој. Значи, Петровски, не сте се пазарале со Доста Димовска? Не. Со посредство на Ружица Гуголовска? Не. Обратно е. Кога они видоа каква цврста линија си фатив ја по оној нашиот правец изворен македонски, они ја пуштија Ружица да ровари околу мене. А Ружица ровареше заедно со Александар Пандов. Така? Да. Подосна Ружица. И со Скаче, и со Владко Ѓорчев. Тие пробаа да ме срушат. Ја после ги срушив нив двајца. Значи сега се уште со Лјупчо Ѓоргиевски. Се уште со Лјупчо Ѓоргиевски, нели, еден од луѓето заедно Скаче. Добро, Скаче му беше, нели, шеф на кабинет, односно парите проаѓаа преку него кога беше Лјупчо премиер. Така ли? Сите работи ги знам. Па добро, убаво да ги кажете. Значи, лошо е да глумат честни, не се честни. Значи, скоро никој од нив не е честен. И има честни луѓе. Ама многу работи знам како правеле. И затоа треба да дојде. Зашто викам ја нека дојдат у дуел? Кој сака нека дојде? Значи, Петровски, вие сте биле шеф на кабинет на Лјупчо Ѓоргиевски. Да. Целата ова екипа, која е паразена 97 година. Да. Без заминува. Без Александар. Они си отидоа и више не дојдоа во штабот. Со Христо Ницковски се враќа. Они се отидоа во Народна. Се враќа во еден голем дел во ВМРО ДПМН. Дел на ВМРО Народна екипата се враќа со Христо Ницковски. Да. Во рамот на ВМРО ДПМН.